Ова беше едно затворено прашање, кој што навистина треба да се запрашаме кој, како и зошто го отвори. Јас бев дел од таа делегација кога имавме првата меѓувладина конференција, каде што зборувавме на македонски, се преведуваше на македонски, имав можност 2 пати да бидам присутна на скрининг процесот, каде што зборувавме на македонски, имавме преведувачи, каде што постојано се објавуваа повици за преведувачи на македонски од други јазици. Имавме унилатерална изјава која што ни го гарантираше нашиот јазик со сите негови особености, дијалекти, донесена од страна на тогашниот состав на Советот за македонски јазик при владата. Како што каже и самиот известител, овој процес беше еден вид, на начин украден од бугарските европратеници, односно со нивното лобирање, како да кажам здружување, се дојде до ваква една ситуација каде што ова е, мислам дека јас прв пат да добием извештај од било која релевантна европска институција, не стои македонскиот јазик и идентитет. Нешто што за жал, можеби Европскиот парламент во овој свет не одолеа на таа политика заради тој начин на нивно лобирање, заради таа дипломатија која што мораме да признаеме, за жал во овој момент се покажа дека е посилна од нашата.